Прво, да се усогласиме дали важноста на политичката пракса, коалицирање на победник со победник, е фактор на дополнителна стабилност во државата, дали како таква треба да обстои, или се отфрла сега и во иднина. Доколку се отфрла, тоа би било во интерес на изедначување на гласот на секој пратеник, со сите логични последици од таков чекор. Ова е неопходен предуслов со цел да одбегнеме двојни стандарди во домашната политика и менување на политичките традиции и обичаи зависно од изборните резултати. На долг рок, усогласувањето околу овој принцип и неговото важење или отфрлање ќе донесе поголема предвидливост на политичката сцена. Второ, дали се прифатливи странските агенди во внатрешно политички цели или пак единствено тие кои што се представени и верификувани од граѓаните на Република Македонија на избори се актуелни, релевантни и продуктивни агенди за државата. Трето, дали при конституирањето на Собранието на Република Македонија, сегашното, но и во секој иден состав, позицијата председател на Собранието на Република Македонија логично би му следувала или би следувала на политичката коалиција или партија која што победила на изборите или треба да биде предмет на надгласување. Во истиот контекст, кои би биле гаранциите дека оваа позиција председател на Собранието на Република Македонија не би била злоупотребена за политички махинации со цел одложување на одредени закажани или предвидени избори или игнорирање на волјата на мнозинството граѓани кои што имаат најголем број на изгласани пратеници во Собранието. Четврто, дали се сите политички актери согласни со задржувањето на мултикултурниот модел на македонското општество со подеднаква промоција на сите заедници или се поддржува промена на овој модел во двонационален на сметка на повеќето немнозински заедници. Пето, дали врвен приоритет во овој момент останува стабилизирањето на земјата, институциите, економијата и европските реформи за евроинтеграција како обединителна сила за сите граѓани, или пак сите овие приоритети треба да се заменат со редефинирање на односите помеѓу заедниците и државното устројство на Република Македонија. ВМРО ДПМН има изградено позиции по овие прашања кои што се водат од заедничкиот интерес на државата и на сите незини граѓани без оглед на нивната етничка или политичка припадност. Неопходно за излез од кризата, низ диалог единствено од избрани представници на избори во рамките на Собранието на Република Македонија да се изнајдат заеднички именители за овие позиции и тези по овие клучни прашања. Врз основа на таквите постигнати решенија и заеднички политички именители може да се насочиме кон одржливост на решенијата и помирување околу тоа што не обединува сите во Република Македонија.